Многу накратко ќе ги прикажам и двата останати типови, тоа е напредниот работен тек. Тука, за разлика од основниот, можеме да прикачиме повеќе PDF документи. Еве истовремено ќе прикачам 3 PDF документи. Можам некој да отстранам по желба, па дополнително да додам и некој друг. Ги вчитувам трите документи. Во следниот чекор можам да ги прегледам со кликнување на стрелките лево-десно и да додам подписници. Тука ќе додам само еден подписник, за да видите како оди подпишувањето од еден подписник на повеќе PDF документи. Ја дефинирам позицијата на подписот, меѓутоа тоа треба да го направам на секој од трите прикачени документи. Со кликнување на трите точки до подписникот, постави позиција и соодветно во секој од трите прикачени PDF документи ја потврдувам позицијата на подписот. Доколку тоа сум го направила во сите прикачени PDF документи, може да идам на следниот чекор, преглед на кредити и креирање на работниот тек. Значи сум креирала напреден работен тек, каде што сум прикачила 3 PDF документи, кои што треба да бидат подпишани од само еден подписник на ова имейл адреса со еднократен сертификат. Ајде да видиме како оди подпишувањето на напредниот работен тек. Повторно ќе го споделам од мојот мобилен телефон. Еве мејл пораката. Кликнувам на подпиши, продолжи. Со стрелките десно и лево можам да ги прегледам PDF документите кои што ми се прикачени и кои што треба да ги подпишам. Доколку се согласувам, кликнувам на подпиши и потврдувам дека сакам трите PDF документи да ги подпишам. Кликнувам на да. Со едно кликнување, еден по еден, трите PDF документи ќе бидат подпишани. И повторно со стрелките лево-десно можам да ги прегледам документите, каде што веќе е нанесен подписот со еднократен сертификат. Доколку се вратам кај иницијаторот, гледам дека статусот на работниот тек е завршен, што значи дека единствениот подписник ги подпишал сите 3 PDF документи. Можам да ги симнам документите, односно бидејќи се 3, ќе ми се симне еден zip файл, кој што можам да го отворам и да си ги отворам поединечните PDF документи подпишани.